Господи Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй. Да можеше верата да има некаква физичка формулација. Ке речевме дека во зависност од незината сила, проблеснува и светли чудото над Христовото невидливо присуство во нашиве животи. Не се далеку од умот човечки зборовите на апостолот Тома, кога гледајќи ја радоста на другите апостоли, велел: додека не ги видам раните од клинците негови, и не го ставам прстот во раните од клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам. Човечкото срце, најдлабоката и најтаинствена интима, е местото каде што се случува великденската објава за вечниот живот. Дојди, подај ја раката, провери дека Христос навистина воскресна. Ispowiadajte się, Gospodewi, jako blag. Alleluja. Jako wiek miłość Jego. Alleluja. Црквата е изградена во 1818 година, но тоа има доста интересна приказна или легенда поврзана со начинот, како. Бидејќи во тоа време не само во Берово, туку и општо во поширокиот регион немало христијански храм, а не любиле турците на власт. И населението си одбрало делегација повидни луѓе од градчето, кои што отише да побараат од ќуматот во Радовиш дозвола за да се гради црква. И валијата, за да не ги одбие директно представниците на Берово да градат, им поставил 3 невозможни услови, нели, мислики дека они нема да успеат да ги исполнат тие услови. И тоа рекол прво да биде изградена црквата под нивото на патот, тука што поминува, покрај. Потоа да нема ознака христијанска, односно крстот да не се познава. И трето, да биде изградена за 40 дена. Тоа е можеби најтешкиот услов што го поставил. Меѓутоа, беровчаните успеале да ги исполнат сите 3 услови. Третиот услов за 40 дена успеале така што масовно учествувало во градбата целото население. Значи се собрале сите што биле способни за работа. Младо, старо, машки, женски се. И кога било завршена градбата, кога дошле да проверат, се изненадиле, не очекувале. Уште еден блок реклами, а потоа за овој наш обид за една поинаква слика, нешто меѓу вербата, мирот, немирот, спокојот и она архаичното. Дали Бог е праведен или само милослив? И сега не дека политиката смеа да ја анализираат само експерти, политички аналитичари, партиски војници. Еве како се тоа личи од една поинаква слика, еден поинаков јазик, ама дефинитивно со искрен пристап, без фаќање страна, се само како поука. Како народ, како ген, страдаме од синдромот на жртва, бидејќи историски гледано, од секој пат сме биле во таква наводници подчината позиција, почнувајќи од отоманците и продолжувајќи со сите наши балкански соседи, завршувајќи со најновата историја, односно со сегашноста и со тоа што денес ни се случува. Ако се чепне малце подлабоко во содржината на психолошката позадина, гледаме дека потиснатата енергија на жртвата резултира со состојба на пасивна агресија, што значи дека жртвата не смее да му возврати на оне што ја искористува, што ја малтретира, што ја мачи и било што,
и заради тоа чувството на агресија го потиснува длабоко во себе, чекајќи некој погоден момент да избие на површина. Оваа потисната енергија не може да биде уништена или загубена, или било што, туку таа мора да биде пренасочена или со јазикот на христијанството преобразена. Агресивноста мора, доколку станува збор за култивирани општества, мора да се скроти, да се припитоми, односно да се облагородува, но тоа е нешто што треба постојано да се случува, не е нешто што еднаш се прави и се завршува со тоа. Сега специфично, например, со моменталната ситуација на план на социјално-политички настани во нашава земја, можам да речем дека во моментов страдаме од библискиот синдром Каин и Авел. Значи, ние сме се уште на ниво на старозаветна историја и се уште не сме како народ созреани за новиот завет. Например, во една братска европска земја, морето во вид на надворешен заеднички непријател ги обединило холангјаните, ги хомогенизирало да станат едно и заеднички да пренасочат агресивната енергија, нели, што тие како жртва од морето им било наметнато, значи да ја преобразат во конструктивна борба со стихијата на водата. Или друг пример со германците, кои што после Втората светска војна, нели, од страна на целата светска јавност им беше набиен комплексот на жртва со Нирнбергшки процес и слично, или јапонците со Хирошима и Нагасаки, дека мораа да бидат казнети затоа што беа лоши. Значи, тие и покрај ваквата ситуација на срамнување со земја, со помош на јака дисциплина, успеваат да преобразат таа пасивна енергија, односно агресија, во креативност и во комбинација со добра организација на работата и силна дисциплина да станат најразвиени и најмокни индустријски и економски земји во светот. Значи, имаме модел, не треба да измислуваме ништо револуционерно, само да го примениме на собствена кожа. Овој период кај нас, кога едната идеолошка матрица е Каин, а другата Авел, без оглед кој е кој е едниот, а кој е другиот, значи дали ВМРО е Каин, а СДСМ е Авел, и сите други кои што можат да влезат у склоп на овие пошироки матрици, тие мислат дека се меѓу себе смртни непријатели и дека мора да одат до крај во битката за превласт и меѓусебно истребување. Тука се работи за едно заборавање на тоа кои сме, односно веќе долго време тоа прашање не се поставува. Ние се бориме за надворешно признавање на идентитетот, а всушност самите имаме неразчистени дилеми и прашања во однос на себе си. Каин не се познава себе си, заради тоа не може да види дека Авел му е брат. Каин го мрази Авел и не може да го поднесе фактот дека му е брат и дека мора заедно да владаат со наследството од татко им. Сега има два модела за исход, односно за излез од моменталната ситуација. Каин, тоест Авел, ќе го убие Авел, тоест Каин, и ќе остане сам да владее, заборавајќи дека крвта на братот е истата таа што тече низ неговите вени и дека неговиот син утре ќе биде негов брат. Значи, во перспектива на вечноста, ниту Каин, ниту Авел можат да бидат уништени, тие пак и пак ќе се раѓаат, зашто тоа е ген, а генот е вечен. Ја слушнавме приказната за манастирот, попат додека движевме кон Берово, разговаравме со повеќе луѓе, сретнавме повеќе луѓе кои што застанува на она место пред Велес, оставаа парички и велеа тоа е за верба. Што е вербата?
може, веројатно секој верник би можел да се измисли своја дефиниција. Така како што чувствува во срцето, така да каже. Но, да речеме најкратко, верата, значи, да се има однос со Бог. Меѓутоа може да се биде верен на разни работи во животот. Може да се биде верен на човек, може да се биде верен на татковина, на држава, на пријател, на животно. Значи верата е релација со. Вашата релација овдека е повеќе од 10 години. Да, во овој манастир престојуваме околу една деценија. Значи, обновата на овој манастир е поврзана со обновата на пошироко на македонското православно монаштво, кој што започна никаде во средината на 90-тите години со враќањето на двајцата монаси од Света Гора, владиката Наум и владиката Климен денес. Кога започна повеќе манастири низ цела Македонија да се обновуваат и да се населуваат со монаштво. Така да и овој манастир во тој контекст никаде околу 2000-та година со доаѓањето на неколку монахини од манастирот Велјуса во Струмичко заживеа како општежителен женски манастир и Беровскиот манастир е може би единствен на територијата на Македонија кој што во континуитет го има задржано женското монаштво. Значи од моментот кога бил основан манастирот некаде во средината на 19 век, па се до ден денес фактички тука живееле монахини, со тоа што бројката на калуѓерки варира низ историјата, а некаде пред Втората светска војна или тој период, почетокот на 20 век, достигнал, бројката била најголема, велат дека имало и до 100 монахини. Малку ми е чудно да бидам искрен, обично барем мојата слика, не знам другите, дека манастирите се некаде на страна, надвор, некој убав предел, некоја идила која што, да речеме, не е во градскиот метеж, во некаков спокој, некаков мир. Ова е, речи си, во средината на градот. Да, ова е малку специфичен манастир, но и тоа не е невообичаено, нели, за православната екумена. Постојат и такви манастири или таков тип на манастири, кои што биле заради потребите на христијанското население се градиле понекогаш и во самите градови. Но случајот со овој манастир не е баш таков, затоа што во времето кога е граден манастирот, Берово ги немало овие димензии што ги има денес, значи со тек на времето, тоа е околу век и половина, градчето растело се повеќе и повеќе, така што на крајот не само што се поврзало со просторот на манастирот, туку излегло и надворот, нели, од таа граница. Не знам, затоа што мојот стереотип за монахот е некаква осаменост, затвореност, осаменост во смисол од оној другиот свет, во својот свет, во својата релација, во својата комуникација. Не знам, ја има ли таа димензија тука? Да, тоа е интересно размислување. Ја има таа димензија, но повторно би сакала да укажам дека таа изолација, нели, за која што велите дека е карактеристична за еден монах,
Значи не е толку битно да биде надворешно, туку битно е не да се биде изолиран од светот, туку да се биде изолиран, да речеме, од галама или од некој метеж, за да може да се постигне некој внатрешен мир, за да може да се слушне тишината. Нели? Зошто е туку затворена таа приказна од обичните луѓе? Се градат најразлични приказни, монасите се ова, не може да не комуницираат со средината. Па тоа е заради непознавањето или незапознаеноста со тој феномен, затоа што едно од главните белези на христијанството е монашкиот живот или тој начин на практикување на христијанство, а она пак што е главен белег за монаштвото е исихазмот, односно практикувањето на внатрешната молитва на срцето, која што, како што рековте, нели, бара известна изолација или известно осамување. А друго е прашањето, нели, дали самата изолација, нели, како едно случување надворешно може автоматски, нели, да доведе до практикување на молитвата. Значи, потребно е нешто друго. Не е тоа некој битен предуслов, нели, за... Кој е редот? Редот е дисциплината, внатрешна дисциплина на себе познание, значи на следење на внатрешната состојба, на душата, на духот, и заради тоа подчинување, нели, на одреден ред, тоа е движење низ просторот и времето. А во манастирот тоа е организирано, нели, на соодреден типик, што значи станување во одредено време наутро, потоа посветување на молитва во црква, со служба и со литургија, која што исто, нели, си трае одредено време, потоа има, по зависност од монахот, има одредено послушање, и тоа е, нели, еден циклус кој што секојдневно се повторува и кој што е така востановен токму заради непречено одвивање на молитвата. Она што е главно за секој монах е Исусовата молитва, односно повторување на зборовите на молитвата заради спасение на целиот свет. Колку сум неверник ако не држам најстрого до тој ред? Значи, веројатно за било што да зборуваме, постојат секогаш нивоа на нештата или, еве да речеме, внатрешна и надворешна страна, внатрешен и надворешен аспект на гледање, нели? Сега, ако зборуваме за надворешниот или формален ред, тогаш многу е лесно, нели, да видиме кои се неговите одредници и како тој ред да биде воспоставен и како да се, нели, почитува или да се следи. Ако зборуваме за внатрешниот ред, тогаш зборуваме за нешто сосема друго, нели? Значи, за внатрешниот душевен живот на човекот, каде што пред се треба да постои таков ред, и тоа во позитивна смисла, нели? Што значи следење на сопствениот внатрешен живот, и тоа будно следење, значи со развивање на свесноста и со внимание и со познавање за тоа што внатре ни се случува. Да речеме, празникот што денес го славиме е најголемиот празник во христијанството и значи воскресение. Нели, воскреснување, го славиме Христовото воскресение, меѓутоа истовремено тоа значи, ако го погледнеме символички, дека се случува едно друго воскресение, а тоа е воскресение, нели, на љубовта
и на позитивна енергија на човекот со која што тој преку благодата на Светиот Дух се стреми кон тоа да го прегрне целиот свет, нели, во една таква благодат и искрена, срдечна, позитивна енергија. Формата и суштината, денот Великден. На тој ред и неред. Значи, ако формата не е израз на никоја длабока суштина или на она што е суштина, тогаш формата може да представува некое здодевно повторување. И тогаш велиме дека, нели, така и е зборот, дека станува збор за формалност. И обично кога се повторуваат празниците циклично, нели? И тука ние можеме да речеме дека станува збор за некое формално, нели, повторување на нештата, но она што ги движи тие нешта по одреден ред, нели, е нешто што доаѓа од внатре, некаква суштина. Имено она што не само монахот, туку и било кој верник, а и не мора ни да е верник, треба постојано да го има, нели, на ум, како еден вид будност, е суштината која што е Бог или божествената реалност, која што е, ако може така да се каже, на дното на срцето човечко. Рековте како почнува денот и каков е денот на еден монах. Гледате ли телевизија? Понекогаш се случува, да. Како тоа изгледа отстрана од ваш агол? Сите оние дневни, вие го исчитавте во почетокот еден пристап, меѓутоа, ние се бркаме со времето постојано, со секундите во нашите емисии трчаме. Како ги гледате сите тие работи од страна? Нашето брзање и мислам и вашиот мир и спокој. Како едно големо реалити шоу се шегувам, но да, од аспект на загриженост или како да кажам, еден вид сочувство за тоа што се случува, нели, во светот. Од време на време не е лошо, нели, човек да има некаков пристап, некаква информација, нели, за таквиот тип на настани. И во тој контекст, нели, можеби доаѓа предвид никогаш да се дзирне пораката од ТВ екраните, но во суштина, нели, сега зависи од човек. Немаме потреба од тој начин на примање информации, затоа што информациите ги добиваме од еден друг извор, нели? Како што кажав пред малку и во контекст на празникот, а тоа е благодата на Светиот Дух. Ви пречи ли што можеби ТВ медиумот особено, на што во последно време се случува дека е далеку поголем, ако може така да го кажем, опијат или магнет за луѓето, отколку што е да речеме да дојдат во црква и да одмолчат и да слушаат. Мислите дали е конкуренција на црквата? Не. Не сакав да го вулгаризирам на тоа ниво, меѓутоа да. Тоа е, значи, тоа е карактеристика на технолошкиот напредок што се случи како цивилизацијски скок, нели, во овие последни или во последниот век. Така да тоа јас не го гледам како некој недостаток, туку како придобивка на човештвото. А дали он се користи така како што треба и во добри сверхи, тоа е веќе друго прашање и затоа
Па, значи тоа е прашање, а одговорноста си ја сносат, да речеме, тие што управуваат со медиумите, така да тука не знам, ние може да размислуваме околу тоа, меѓутоа мислам дека не е важно. Дека се поредовни, да речеме, луѓето пред почетокот на серијата, што ја гледат дневно. Да, тоа е веќе детерминизам на современиот начин на живот, нели? Значи, присуството на телевизорот во секојдневието на луѓето и навлекувањето на одреден шаблон, одредена матрица, нели? Ама мислам дека тоа е сериозно прашање кое што си бара посебно расчленување. Имено заради влијанијата, заради квалитетот на животот, заради комуникацијата, заради градење на некакви вредности и репери, мислам, во тој аспект. Да, па тоа е веројатно едукативната функција што би имал медиумот и се обидувам да направам споредба помеѓу она што се нели 10 Божји заповеди, помеѓу разликата на доброто и злото и помеѓу влијанието на медиумот, кој што го прави преку, ако сакате, и преку оние последни настани кои што ги имавме, што ни се случуваат насилствата, кои што се експлоатираат и кои што се земат како пример и се применуваат. Зборувам за моќта и за влијанието. Да, тоа постои, меѓутоа не треба тоа да се зема како репер или да се нагласува таа, како да кажем, негативна страна, условно да наречеме, на медиумите. Треба повеќе да се работи на позитивната. Значи на придобивките, а не на недостатоците да се отстрануваат. Дали е тоа можно е повторно друго прашање. Гледам дека, да речеме, го работите вашето издание Премин, забележи дека има и портал. Колку е посетувано тоа? Колку ја имаме таа комуникација со оглед на присутноста на новите медиуми? Значи, овој начин на излегување на црквата во јавност кај нас е нешто што е доста ново, што постои Премин портал 5-6 години, да речеме, или вестникот исто 10 години. Значи, тоа е нешто што е во зародиш, но веќе зема залет и почнува да си игра својата улога, односно да биде еден вид, нели, поврзување меѓу верниците со црквата во тие насоки во кои што нели е потребно да се шири една блага вест за Христовото присуство во светот. Се трудиме да постои допир, нели, со човекот, кој што значи увид во секојдневието на луѓето, нели, и проблемите со кои што тие се среќаваат. Онлайн исповед или така нешто, како беше? Може ли за тоа нешто да... Па повторно, како и претходно тоа нели што во тој стил јас би одговорила, дека битна е суштината. Сега... Че користите лаптоп, имате интернет, користите мобилни и значи доаѓаме до приказната дека можеме да дојдеме и до онлайн исповед? Па зашто да не? Ако таа исповед може да спаси никого, барем во моментот, тогаш... А која е сликата за еден црковен достоинственик? Суштината повторно на она што велите на еден црковен отец, како што и самото име, нели, кога ќе кажеме на старословенски, малце се мистифицира. Меѓутоа, свештеникот е татко. Неговата улога е да биде татко на луѓето. Сите знаеме што значи татко. Татко значи љубов. Ако
Ако еден свештеник ја запазува оваа суштина, тогаш другото, мислам, само по себе не е толку битно. Односно сликата за која што вие. Имаме ли и такви слики? Има, како не? Да. Заради што? Заради Христос. И се враќаме повторно на тоа прашање, што е верата? Значи, верата во невидливиот Бог, кој што пак станува видлив преку овие квалитети на човекот. Љубовта, милоста, разбирањето.